Обвинетиот за убиствата на Вања и Панче, Боре Видевски, не знае каде го ставил пиштолот кој го поседувал околу 30 години. Го изнел од дома да го скрие на друго место надвор, ама не се сеќава каде го скрил. Имал одбивност кон оружје и го купил пиштолот поради помодарство, кажа денеска во судот. Иако според предходните сведочења на Палевски, пиштолот на Видевски е клучот да се расветлат двете убиства, на прашањата на судијата Ивица Стефановски каде му е пиштолот, тој не можеше да се сети. Изнесовте пиштолот вашиот дом и не можете да се сетите каде е изнесен, праша судијата. Ниту каде е изнесен, ниту каде е ставен. Го немам видено пиштолот околу 2 години пред да сум приведен. Лично не сум љубител на оружје, имам аверзија према оружје, купено е да не речам од помодарство пред околу 20 до 30 години, зашто имаше прилика да се набави лиценца, кажа Видевски. Откако на неколку прашања на судијата Стефановски, Видевски не можеше да се сети каде му е пиштолот, каде го скрил, каде го чувал дома, го праша зошто го изнел од домот. Не можам да наведам посебна причина зошто го изнесов од дома, кажа Видевски. Денеска во судот тој негираше дека бил присутен на убиствата на Вања и Панче, иако обвинителките го читаа неговиот прв исказ. Дека се согласил на киднапирање поради тоа што бил во лоша финансиска состојба, дека лично тој го нападнал Панче Жежовски за да може да го врзат, а бил и на местото каде Палевски ја убил Вања. Но по 17 дена од првиот исказ, Видевски се предумислил и пред обвинителите кажа дека ниту бил вмешан, ниту бил присутен за време на двете убиства. Првично морал така да каже, зашто полицијата го тепала. Кога се одржува рочиштата, истите беа одлагани затоа што тој беше сместен на клиниката за нефрологија, а токму како последица од претрпените повреди, токму од тоа тепање кое што е доживеано пред да биде даден првиот исказ во полиција и првиот исказ во јавното обвинителство. Видевски пред судијата тврдеше дека Палевски никогаш не му се заканувал. Следното рочиште е на 2 април, а следен за исказ е обвинетиот Владко Кешишев. Тамара Дичевска, Сител телевизија.